Почитувани граѓани и представници на медиумите. Во изминатиот период заедно ја разобличивме криминалната власт на Никола Груевски ВМРО ДПМН и докажавме дека краделе и корумпирале избори, што се потврди со илјадниците фантоми во избирачкиот список. Заедно го делегитимиравме работењето на ова гарнитура политичари кои наместо на суштински приоритети, парите на граѓаните ги потрошија на споменици, фасади и панорамски тркала, додека граѓаните страдаат од сиромаштија и безработица, до погубни поплави кои однесоа и човечки жртви, само поради некадарноста и неодговорноста на власта. За властодржците се е веќе кажано и видено. Токму затоа во наредниот период многу помалку ќе зборуваме за нивните злодела, а многу повеќе за нашата визија и за подобро утре на граѓаните со кои заедно ќе го градиме. За скоро доаѓа нова власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која за приоритет ќе ги има реалните животни потреби на граѓаните. Планирани се инвестиции од 10 милиони евра годишно само за системи за наводнување и одводнување и 3 милиарди евра во патна инфраструктура за 10 години. Во поважните делници во нашиот план за развој на патиштата спаѓаат и делницата Штип-Кочани, делницата Кочани-Виница-Делчево, како и реконструкција на патот Македонска каменица-Кочани. Ќе извршиме реконструкција на левиот канал за водоснабдување на атарот на општина Зрновци. Ќе гасифицираме општина Кочани, а со природен газ ќе оспособиме и слободната индустријска зона. Во првата година од мандатот ќе обезбедиме 22 милиони евра за мерки за вработување, што е 3 пати повеќе во однос на просекот во изминатите 3 години. Младите ќе добијат реална шанса да отворат сопствен бизнис и да останат во својата родна земја. Ќе обезбедиме 20 до 50 милиони евра годишно за поддршка на бизнис секторот, наместо досегашните 200.000 евра годишно. На овој начин и преку многу други реални мерки и решенија, со домаќинско и макотрпно работење од нашата држава ќе направиме убаво место за живење.